Пејќи ги божикните каланди, верниците, особено најмладите, насекаде го објавувале рождеството Христово. Божикната празнична радост, луѓето ја изразувале на различни начини. Некои, носејќи бродче во рацете, што ја означувало црквата, оделе по домовите и го најавувале Божик. Други тоа го правеле со звездата, а некои пак со пештерата. Ова христијанско предание најмногу застапено било во градовите Битола, Крушево, Струга и Охрид. Традицијата на најавување на Христовото раѓање со Божик на пештера била најсочувана во градот на конзулите, во Битола. Таму младите со помош на повозрастните од штички или кори од дрво правеле пештери. Во нив ставале икона од рождеството Христово. Оваа пештера, што ја символизира Витлеемската пештера, тие ја нарекувале Спилеон. Откако ќе ја направеле, децата собрани во дружини, пејќи божикни каланди, ги носеле спилеоните од куќа во куќа и го најавувале Христовото раѓање. Домакините, кои ја слушале каландата, ги дарувале дечињата со пари, ставајќи им ги во пештерата. Покрај одењето по домовите со Божик на пештера, постои уште една убава традиција. Се работи за драмската изведба, наречена вертеп. Вертеп е старословенски збор и во превод значи пештера. Вертепот, во кој биле сместени ликовите на Пресвета Богородица, Свети Јован Крстител, овци, пастири и така натаму, всушност бил своевидна слика на настанот поврзан со рожденството Христово. Вертепот се поставувал на подиздигнато место за да го гледаат сите. Околу него пред публика, актери со група на деца ја одигрувале драмата на раѓањето Христово. Сите бадникови и божикни манифестации, кои во потполност се христијански, но се без елементи на паганизам, се израз на длабоката побожност на народот. Но при тоа, во никој случај не ги заменуваат богослуженијата, односно не представуваат централен настан за одбележувањето на рождеството Христово. Напротив, тие само го повикуваат народот на литургиско празнување во храмовите Божји.